Како што спомена и ти, убав сончев ден, се надеваме дека нема да има врнежи, нема да има промени во време, иако ДУХМР најавува дека ќе биде такво и во текот на денешниот ден и периодот кој што следува. Во целиот овој наплив на непријатни информации ве следеа и нашите гледачи, пред малку имавме вклучување од Делчево. Ние одлучивме малку да промениме расположение, бидејќи имаме и убави теми за кои што сакаме да информираме. Нашата локација е општина Аеродром. Новото време ја донесе дигитализацијата, нашите деца се помалку се дружат, стануваат се повеќе асоцијални, ние родителите бараме начин како да ги вратиме со игра на улиците. Сакате ли војна, плочка, ластик, грабни стапче се само дел од игрите на кои што ќе пробаме да ги научиме денеска нашите деца, а на кои ќе се подсетуваме ние повозрастните генерации кои раставме со нив. Локацијата е паркот Авионче во општина Аеродром, а детали за се во што ќе се случува тука од 17 часот дознаваме од Дарко Панчевски. Дарко, добро утро. Добро утро. Благодарам што волку рано станавте, иако имате полна агенда во текот на денешниот ден. Мојата омилена игра во детството беше ластик и грабни стапче, со што раставте вие? Бидејќи потекнам токму од оваа населба, ние игравме граница и грабни стапче, држевме ластикот на девојките, џамли и да не речам буквално сите оние игри ни биле во одреден период од животот, некаква, ајде да кажеме, ни го исполнувале секојдневнието. Токму и затоа, со цел популаризација на тие малски игри и едукација на родителите и децата за важност од физичката активност на отворено, токму денес ги правиме првите малски игри без граници. Настан кој се надевам ќе стане традиција, настан кои родителите треба да ги донесат своите деца со цел да ги научиме да ги играат оние игри кои го правеа секојдневието, кои му даваа смисла на секојдневието во минатото. Сите оние родители кои сакаат на своите деца да им дадат некакви вредности кои сме ги имале ние, ова е настанот на кој треба да бидат од 17 часот токму на оваа локација паркот Авионче. Како поминува времето, сме се по-носталгични за она време кое помина. Игрите беа дел од малскиот живот, мене време кое лично многу ме недостасува. Како се чувствувате вие? Токму јас, како што ти кажав, ова е најмладата населба, најзелената населба. Дигитализацијата и компјутеризацијата донесува некои придобивки за општеството, но донесува и некои негативни страни. Децата се помалку социјализирани, не разговараат помеѓу себе, не градат тимска игра, не комуницираат меѓу себе, стануваат поладни и затоа мислам дека токму ваквите игри придонесува ние да растеме здраво, да изградиме ферплей, да изградиме чувства и емпатичност кон нашите другарчиња, комшии и буквално се знаевме сите. Сега е многу тешко, дори да се препознаваат деца од едно со друго мало, а ние пред се сме играле во своите мала, па сме играле мало против мало и мислам дека ваквите игри допринесуваат таа социјализација да им помогне на децата понатаму во животот да се изградат како здрави личности. Токму така, новото модерно време во фокусот го става индивидуалецот, но треба да потсетиме колку е важна тимската игра за успех. Како ќе биде организиран денот овде? Почнува се во 17 часот? Од 17 часот започнуваме тука. Веднаш под Авиончето ќе има пријавница каде што родителите или децата ќе можат да се пријавуваат. Во 17 часот на главната бина ќе имаме мастер клас, односно предавање на темата зошто е важна физичката активност кај децата и младите. Предавањето ќе го вршат фитнес едукаторите Даниел Требогазов од мој тренер Скопје и Немања Миловиќ, професор на факултетот за физичка култура од Нови Сад, звезда на социјалните медиуми и лик кој токму тоа е неговата мисија да ја популаризира играта во надворешна средина и колку е важно физичката активност кај децата за да може да се изградат во здрави личности. Настанот завршува во 20 часот. Сите оние деца кои ќе дојдат тука и ќе се надпреваруваат, имаме обезбедено подароци, ќе има многу музика, забава и дружење. Ова е баш настанот каде што мислам дека родителите треба да ги донесат децата или бабите и дедовците да ги донесат децата со цел да направат па и нови другарчиња и да им покажеме како беше тоа во нашето време, некое блиско минато, кога сите се дружевме, се забавувавме и не ни беше битно дали некој има ваков телефон, таков телефон и играта била фер и се играло
на еден fair play. Најголемата грижа на модерниот родител е детето да не ги скине тренерките кога ќе излезе надвор, бидејќи нели ние сме навикнати се да ни е потаман. Во наше време апсолутно не беше така. Ниту беше така, не беше битно дали имаме земја црно под ноктите од тоа што сме играле џамли. Мислам дека тие вредности треба повторно да ги вратиме за да го направиме индивидуалецот да ужива во секојдневието, а не да пазиме секојдневно на што ќе се случи. Токму и затоа имаме и некои ревијални игри, покрај оние најавени 10, како Долга магарица, Јанино, кои ќе можат да се играат. Модерниот родител на своето дете не му ги дозволува тие игри, од страв да не се повреди, но еве израснаа генерации со тие игри, сипак нема никој со скршена кичма или со некоја повреда што трајно го оштетила. Свесни сте дека е можно денешниот настан да биде апсолутно атрактивен за возрастните, па ние да ја преземеме палката? Токму така, затоа и вчера и најавивме дека по завршувањето на официјалните надпреварувања, сите возрастни над 14 години ќе можат да учествуваат ревијално, бидејќи ќе не врати во младоста, ќе не врати во детството, кога бевме безгрешни, кога не ни прекупира политичките, општествените случувања, не ни беа тема на размислување и токму затоа еве ги поканувам и сите на 14 години да дојдат да изиграме џамли, народна, граница, грабни стапче, сагате ли војна, штркот барабоја или некои од другите игри што ги игравме кога бевме деца. Јас ќе ве замолам некаде пред крајот на разговорот да не се откажувате од идејата да стане традиционална и постојано, па нека биде и секоја недела да се собираме сите граѓани од цело Скопје овде. Тоа ни е потребно. Токму така, затоа ги повикувам и сите оние кои нема да успеат денеска. Ние ќе издадеме и видео едукација, односно на профилите на социјалните мрежи, ќе објавиме видеа со инструкции како се играат овие игри, ќе допреме до децата таму каде што се на нивните социјални мрежи и родителите да ги поттикнат своите деца да не седат сами во собите и да играат електронски игри, него да ги изведат пред своите мала, да ги запознаат со другарчињата од нивната околина и да ги инспирираат да ги играат овие игри. Благодарам, Дарко, за разговорот во Македонија наутро. Се надевам на почести средби на убави теми во утринската програма. Тоа ни е потребно. Ти благодарам, Христина, и благодараме на Македонската телевизија што секогаш се тука да споделат вистински вредности кои на општеството може само да му донесат предојавки. Идеален е тајмингот, 17 часот, паркот Авионче овде во општина Аеродром, по завршувањето на работното време. Сите родители бараме начин како да ги анимираме своите деца, но мислам дека ова ќе биде одличен настан и за нас ќе ни го задржи секако вниманието. Јована, размислував на темава, ние сме веќе возрастни, но не сме престари за партија Ластик. Се согласуваш, се надевам? Се согласувам, знаеш дека истото го мислев додека зборувате, воодушевена сум од настанот и си велам дали ако се обидеме со Ластик, кој беше моја омилена игра, дали ќе се потсетиме на детските денови, што велиш? Се памти? Ќе се потсетиме, ќе изгледаме малку смешно можеби, но секако ќе ни биде убаво и ќе уживаме. Ќе уживаме, тоа е најважно, како и да изгледа. Преубав настан. Благодарам, Кики, се гледаме, се разбира и нешто подоцна.